Сонја Јашарова е напатена мајка на две деца со попреченост, со болен сопруг инвалид, а и самата таа лице со посебни потреби. Потекнува од Битолско Лавци. Многу млада, вели таа татко ја омажил со сопруг, од кој била малтретирана и тепана. Од тој брак има исто две деца. Подосна за да се вдоми, се мажи со седат од кого добива два сина, Декран и Себастијан. Декран е лице со церебрална парализа и воопшто ништо не разбира, а Себастијан е со помала попреченост, но секој ден оваа жена изгледа исто. Тежок има коутрпен, капка во преполна чаша ланската болест на сопругот со која и тој станува инвалид. Сиве овие години мислам дека мозокот ќе ми прсне, вели Сонја. Последниве години добивме социјален стан, инаку со вакви деца живеев по подруми без струја и без храна. Колку трауми имаат преживеано во соби со влага, мрак и мувла, покрај болестите не се свесни ниту самите тие. И до лани во овој стан немав да платам сметки за струја, па 2 години живеевме во мрак додека ниту еден сосед не ми даваше помош, барем за децата, тажно се пресеќава Сонја. Земам минимална пензија и нега која е доволна само за лекови за сите нас и за пелени за синот. Да не е црквата и народот не би имали ниту за леп. Понекогаш си велам самата себе си не се сакам, а Бога ми ниту животот. Само се молам Бог да ме земе, а со децата и сопругот што ќе биде после мене, не знам ни самата. После многу години живење под кирии, сиромашно и буквално без леп, Сонја денес живее во социјален стан, но за жал Господ е дал две деца со попреченост со кои што навистина тешко излегува на крај. Навистина многу се мачи и денес ќе го стави своето срце на дланка. Сонја, здраво. Сонја е родена во село Лавци, Битола. Многу млада, станува сопруга и мајка во брак кој ќе се покаже како неуспешен. Сепак и самата како лице со посебни потреби и потешкоти во говорот смета дека сама не може да продолжи да живее, па се мажи повторно и ги добива синовите Декран и Себастијан, лице со попреченост во развојот. Последните 26 години за неја се повеќе мачење отколку живот, ке рече таа. До пред некоја година живееле под кирии и во темни ладни соби без струја и грејење. Преживувале само од донации од цркви и од народот. Сега живеат во социјален стан, но од лани и сопругот после преживеан мозочен удар станува инвалид и сега сета работа околу домот и животот се на неа. Мачно е до таа мера што ќе рече, си го мразам животот, вака повеќе не сакам и не можам да живеам. Потекнувам од, да речеме, од Битола сум, а иначе сум Лавча, да ти кажам од Лавци. Од селото Лавци, да. Таму порасна и потоа дојде или се омажи тука? Таму заврши училиште или тука? Завршив училиште 8 оделение во АС Макаренко и после се запослив во социјален борец. Тогаш Бога ми ниспуштија и чекав на пензија. Не може Бога ми да ги најдат книгите, земам мала пензија. Исто и сопругот работеше? Со 30 години стаж, да, 28 години стаж имам. А имавте некоја попреченост, нешто? Да, јас сум со наути мислења. Да, попреченост и јас сум. Јас сум со говорот, да. А иначе сум правена операција во Бугарија од запалење на мозоци. Тоа веројатно кога бевте помлада? Да, кога бев, да речеме, малечка, да. Јас 19 години, овој ми е биле втор брак. Да, првиот брак немам слога, пијаница беше, по кафани беше, да, ме малтетираше многу. И баш не може да ти кажам никај да одам, татко ми Бога ми ме малтетираше. Не можев кај да одам, ме фате жолтица, спие Бога ми во ладни одај и баш мораше да се пикнам некаде. Ја дека сама ми дава, јас станам, а јас неќам. Знаеш дека какво е времето, јас неќам жена сама да сум. Да. Имате деца и од првиот брак и две деца од вториот брак? Да. Точно, да. И од првиот и од вториот, да. Овие ми се, детето ми е на мене. Со болеста, на мене е детето, да. И јас не одев 10 години, не одев. Не се движевте? Да, не се движев и јас. И ова не се движеше, ама со тешки чевли заојде, со топецки чевли. Од што е болно? Која му е диагнозата? Диагнозата му е церебрална парализа. Да. А другото момче?
Другото дете? Другото дете со, како да ти речам, со мала попреченост. И то се губи, некој пат сам си зборва, ќе го натераш продавница месо 2 леба, ќе ти купи 1 леб. Не знај кај да оди. Ќе го натерам некаде да ми сврши работа, не знај. И повторно цела работа е на вас? На мене цела работа, ти кажам. Јас дури сум вака, цела работа, јас му правам книги за нега, јас све. Шо да правам, ај. Све и тој ми одеше во дневниот центар. И то дете ми одеше, после тој заврше графичар. Графичар заврше. Ама нема могуњето за на работа не е способен. Нема. Колку години имаш, Декран? 22. 26? 26. Имавте тежок почеток на животот. 2 деца со попреченост, поткири. Како тогаш живеевте? Како ги гледавте? Ја да ти кажам, живеев многу тешко. Поткирија, ми плаќаја по социјалното, ми ја плаќаја киријата. Овде, Бога ми, секаде оде појадење. Оде во старскиот дом, Бога ми, појадење. Оде по калуѓерките, оде појадење. Социјалното дава јадење тогаш. Да. И ден денеска одам. Одам. Ми кажа дека децата ти се научени во сиромаштија. Да, во сиромаштија ми се учени ден денеска. Се нема. Шо да правам? Најтешки моменти ми беа, да ти кажам, како да ви речам, најтешки моменти ми беа, дури си веле да добијам стан. Живеев многу тежок живот. Народа, Бога ми, како да ти речам, ми носеа дома храна, све, знаја, ова дека дете досадно му бараше, по продавниците одеше, земваше. Осели па не знаеше колку пати одеше, па се ми беше загинато, сам шеташе. Се губеше? Да. Сега не. Поткири, секаде шетај во скршени куќи, сметера центарот. Кај не оде, врни течи, и таму без струја бе. Секаде. Кај не бе без струја бе. Секаде капи се, колку пати па ги капе во дневниот центар. Ба се трудев, ја требаше да добијам стан кај овие, кај Јана, долу. Ама ти кажам па ме одбија. И се овој стан социјален, Бога ми сакаја. Не бе пишана. Па сака тие па да му дат на некој социјален. На некој што се вели сме богат човек. Стана брачена ми, ја викнав, осели го отворија списокот. Имавте уште еден лош момент кога лани сопругот се разболе. Што му се случи? Се ни мирен сега. И јас да ти кажам, бев излезена. Ние Бога ми, се го дојдовме, се го најдовме она, паднат. Ја не го прочекавме, иначе тој ќе умреше постела. Но сега грижата за него е ваша повторно? Да, моја. Сега имате 2 деца со попреченост и инвалид маж. Да, инвалид маж. Како го поминувате Јас да ти кажам, го капам, го сменбам, се јас. Што да правам? Сега, Бога ми, сакам сега да дам до ортопедија, да му дат столица за капење, инвалидска столица. Не може да стои да оди? Да. Не може. Може, помалце куца со ногата. Сонја, иако има 28 години работен стаж и работела во социјален борец, денес зема минимална пензија од 13.000 динари и нега за едниот син. Премалку за едно семејство кое е зависно од лекови и пелени. За храни ништо повеќе не останува, па затоа до скоро цели 2 години живееле и без струја во мрак и премрзнати. И скромно, исто и како што изгледа оваа напатена мајка, ќе побара за да има само за храни, лекови и пелени за децата, барем додека е жива да не се секира додека ги гледа.
Колку пензија земат? 13. 13.000. 13, овај 5300 зема нега. Ти не земаш никакви приходи? Не. Зошто не земаш? Не ми дава. Не ти даваат. А кога одиш некаде да излезеш продавница, мора мајка ти да ти даде. Да. Велите, поголем дел од тоа што го зимам како пензија е напелени лекови. Лековите му ги давам на сабајле и навечер за сминување да заспие. Немав 2 години струја. Ја да ти кажам, 2 години никој тука не ми даде струја, никој не ме жалеше. Станав јас преку кометарно, на луѓето му се моле црквата па ми поможе, па ја платив струјата. Долгоите, Бога ми, па ми ги остаја, па си ја плаќам, но се вели дека бев насуд. Насуд бев јас. Вака на сабајле стан вака и 6 сато. Го сменмам, го мијам, да го учам, Бога ми, да оди по нужда, да го учам во пеленија, што да прам. Потоа го носите во некој центар? А? Го носите во некој центар? Да, во дневен центар го носам. Го носам, да ти кажам, малце да ми се смират мозок. Понекогаш писка многу, писка, се мава многу. И вие во тие часови додека е тој во центар, од каде сте? Дома седам. Што да правам, кај да одам? Ми кажавте, одите во црквата, помагате? Да, помагам во празници. И тие се, фала Богу, да речам, ми помагат многу. Како ви помагаат? Да речеме, ова што е кујната ми дават храна. Днеска ми дада лепче, граб, ориз, нешто благо за него. Да, ми дават, ми помагаат многу. И калуѓерките, частите сестри што се од Србија, тука. Потежок живот живеам. Вака ти кажам, не можам, досадни се. Јас многу мача сум стани, седни, ме болат нозет. Јуе, па не разбира, јуе. Што да прам? Дете и она нерво. Кај белите патики, кај белите. Е тие тука, е тие се. Сонја, вака ви е секој ден? Секој ден е. Секој ден. Ја да ти кажам, па си кладов нерви. Ми се чин дека па ќе ми пукни мозокот. Јуе, па не разбира. Ќе му речиш нешто, дај, не можам. Не. Немам пари, бегај. Немам пари, бегај. Да. Му помагаш ли на брат ти? Како не? Да. Што тој најмногу сака? Ами сме им поможам, што треба. И на мајка ти помагаш? Да, чистам, работам, све, што треба. Сега и татко ти е болен од лани? Да. И уште ви е потешка ситуацијата. Многу. Кога сте мирна? Кога имате мир, Сонја? Ноќе ќе се напијам апче за нозете и увеќе ќе го заспијам. Верувајте, јас не можам никој пат не можам јас да седна. Не можам, вака ја, детето досадно е. Сакам, не можам, одам. На никој, Бога ми, не му се искажувам. На никој не му се искажувам, нали можам, докај ќе се оди, нека се оди. Овај ќе може, ќе оди во Саскиот дом. Овај, не знам, Господа знае. Што да правам? Тоа е. Со болни деца се расправам, со болен маж, еве па не разбира. Што да правам? Синото ти да се купи нешто? Колку пари му даде? Добре, ја се чувам. Колку? 10 динари. Добро. Ојде сок да земе. Не може. Еве, што да му прам? Досаден е. Во немањето му давам. Дела, Бога ми, пустата па да му дам за сок. Учење. Досаден е. Нема уста па ти кажи. Да му речи дека не треба се, ама тој досаден е.
Што ви треба да ви се помогне? Абе, сега ти кажам, мене ми е поќето вака за лекоите, за по болници одам, да, по болници одам, лекоите, пемпасите. Понекогат, Бога ми, кој ќе немам, па ги молам, па да ми дадат пемпаси. Да, прав. Се задолжуват. Да, А за храна се снаоѓате од... да, па се снаоѓам за храна. За тоа се снаоѓам. Инаку парите не стасуваат. Не. Ми кажавте дека имате искршена спална. Да, Може би тоа ви е не, потребно. Од кога ми е дајна. Се ви е донација. Да. Се, дури и овој мебел тука. Да. Ме жалеа луѓето и дека многу сиромашно со скршени регали седе. Знаеш како седе? Не баре темно. Што да правам? Си велам само да имам здравие. Тоа е. Има ли мајка ти пари да ви купи облека? Не. Не. Па како? Кој ви ги дава облеките? Вижте, вака се носам, еве како се носам. Ви донираат луѓето, а? Иначе пензијата од мајката не ви стасува. Не. Најтешко ми е понекогат ти кажам, се неќам сама себе си. Се неќам сама себе си понекогат, се ти кажам. Си велам понекогат, не, си го неќам живото понекогат. Живото си го неќам. Е вака, се вели писка, вика, немаш понекогат што да правам. Животот започнува кога од себе ќе избришеме прашината од сите порази кои станале на нас. Нема потреба утрешните немири и денес да ги носиме во себе. Секој утро да го почнеме достоинствено, со раката на срце да побараме каде се оние што ги сакаме и што е она што пали пламен во нас. Секој ден е посебен кога ќе се покаже малку добрина, хуманост, добра волја и полно срце. Благоје Таневски родом од Здуње далечна 1976 година со родителите купува плац во Тетовско Радиовци и со макутрпна зидарска и мулерска работа. Успева да направи неколку скромни соби и да ги пресели родителите и брајката во новиот дом. Тој работел и понатаму и ги чувал до крај. Тоа е причината и поради која не се оженил кога имал прилики за тоа. Неговите нозе поминале многу земји на Балканот и Европа. Отишле дури до Ирак и Израел и постојано парите ги делил со најблиските. Од пред 8 години, кога веќе и родителите го напуштиле овој свет, тој останал без работа и животот почнал да му се лизга удолу. На безработицата се накалемила и без парица, па тој набрзо, не можејќи да ги плати сметките, останува без струја. Во мрак живее и денес. Само на свеќе и соларна батерија може да го види остатокот од распаднатата куќа, која никогаш била негова гордост. Никогаш овој човек месецот морал да го мине само со 1100 денари помош, а денес иако таа сума е 5800, сепак премалку е и причина добар период од месецот да трпи за храна. Се плашам нешто да ме заболи, зашто немам ниту 100 денари во джепот, а ни да отидам на доктор. Сепак верува во хуманиот народ дека ќе види повторно светлина во домот, а се надева и дека ќе добие градежни материјали со кои сам би си ја поправил куќата, исто како што пред повеќе од 40 години сам ја изгради и направи гнездо за себе и родителите. Се наоѓаме во село Радиовци, ќе ве запознаеме со животната сторија на Благоја Таневски. Тој уште како дете живеел сиромашно, но ќе рече многу било подобро отколку сега. 8 години во мрак, а Бога ми денес веќе и без леп. Добар ден. Добар ден. Како Добре сте? дојдовте. Добро. Овде живеете? Овде. Изволте. Благоја потекнува од Здуње. Успева преку плацот Радиовце набрзо да стави темели, а подоцна и сам да изгради цела куќа. Зашто тоа бил единствен начин да не му биде одземен плацот. Откако ја изградил, ги повикал родителите и браќата. Се грижал за сите како најстар брат. Патува и работи низ целиот свет, од Скопје до Белград, Црнагора па до Ирак и Израел. Се било полесно за него додека биле живи родителите, а најтешкиот период му започнува пред 8 години, кога ја губи мајка си, останува без работа, со тоа и до денес секој ден живее без струја.
Negde okolo 76. i 8. Тука отприлика тие 2 години, да не испаднам. Дојдовме само да наследиме површината на плац и со договор, писмен договор за 2 години да почнеме куќа. Доколку не почнеме куќа, се одземаше, се даваше на друго лице. Ми доделија 560 квадрата. За тие 560 квадрата ми зедоа 3 по 50.000, тогаш беа тие парите со Тито. Немав во моментот многу пари и бев принуден да се запослам негде да работам државна работа. Потеклото ми е од Здуње, Македонски Брод, каде е езерото Коздјак сега. Немав пари, само имав пари колку за да можам да ставам цокле на куќата, да обележам цоклето, колку соби да има, со, како да речам, она сиромашки, овде беше све трње, капиње, едва и очистено, како да речам. И така да се плашев да не ми го одземат. Можете да се вработите? Да, и дури да се вработам. А татко ми имаше други плац, па му го одзедоа, подадов ја после друга молба, па на тоа ми доделија овде, а татко ми и мајка ми тамо се обраќава во Здуње, Македонски Брод. Сега сме уште двајца, едниот ми почина, тоа сме четворица. Купна четворица? Да, и претходно нормално имам умрени 5 сестри и 1 брат. И мајка ми имала 11 деца. Живеев немало, како да ти речам, по сиромашки, али подобар живот. Така да, како пред војска, сум работел со мајстори, како и да реđија. Кал се дидаше со камен, па мајстори ќе ме викнат, ќе ми дадат работава, мора да испоштуеш, дневница да земеш. Беше тогаш во динарска противредност и марка. Сега не е тоа време и така да со тие пари дојдов да соберам некој динар за да отидам за војска. Татко ми прибидејќи немаше ни пензија, ни мајка ми, а браќава мора да ги гледам. Вие ги гледавте? Да. И на крај заминав за војска, од војска се вратив и морав да работам нешто, да ваѓам пари. Па тоа било ептен тежок динар, али било платено без осигурање, без ништо диво. После со тие од Горгурица имам работено, еве комшии ми се, негде околу 2 години со ними. Така со тие пари да покријам, да можам да ги гледам татко, мајка и браќава. Не дојдени со тие пари, дигнав нагоре да се изида со бетонски блоки, не е со друго поевтино и цимент беше криза. Од тука што ќе правам во Скопје, барам работа во Пелагонија 5 градилиште. Нема работа, ми рекоа одма, Карши има молерска фирма, се запослив таму, додуша ме примија и работев таму, стекнав 10 години, ама кога куќава овде ја имам, одев по терени Црна Гора, Хрватска, Словенија, Србија цела, во целина, Црна Гора 4 години. Нема место во Црна Гора, камен, кај немам сказано, не село или град. Така да, од истава фирма ме пратија за во Ирак 1 година. Беше жив Садам Хусейн, 89 година. Оттамо парите што и донесов, продолжив куќава да се малтерисует и чатија да се турит, така да една соба малтерисав, чатија турив, татко ми, мајка ми ги повлечувам лично кај мене вамо и со тек на време тие седат тука, ја пак фирмава не ја напуштам, си работам во Скопје, по терени, нормално, Битола, Ресен, каде ќе ми дадат налог. Еден саджија ја земат работата и од кондураджија. Ако е кондураджија, па стануе саджија. Или па да речеме молерие, а сега е бурекџија, а од бурекџија па ќе бидат фасадер. После се запослив од Скопје, дојдов овде, прибидејќи мајка ми болна, се запослив во комунално предпријатие, чувар на градски резервари за водава за пиење, со хлоренатор, хлорирање, доза на хлор со промили, од амбуланта, тоа е подесено, така да
Работев 7,5 години, сега имам стаж 17,5 години. Може да земате пензија од... Да, али годините, пошто ги немам Уште уште две 2 години. 2 и ова веќе треќа, како да рачунаме. Немам стална работа. Зошто? Па затоа што нема каде, никој не ме зема на 62 години више. Колку време сте без работа? Па еве скоро, како да ти речам, 8 години скоро. Да. А зошто немате струја? Па затоа што треба да ја платам и дојде јака сума. Колку? Па сега ми е 800 евра. Треба да ја платам и го зедоа и сатот од Скопје дури. Немавте платено неколку сметки? Да, и со камата, улично, моќност, 300, за 300 порези да платиш, да подмириш тоа, па после доколку не. Ајде, еднаш отидов да платам, добро, немав другото, дојдоа штрак. Не можете да направите на договор да плаќате рати? Не може, вика, мора да ја подмириш првата транша, па после плюс нов приклучок се барат уште 500 евра. И нема шанса. Не сте моќан. Па Па нема. како живеете без струја? Колку години? Па, да ти речам, доста. Мајка ми како е почината, више 7-8 години скоро. И ова го користам. И батерија една имам на сонце. Кога во моментот тоа се потрошува, тоа ова сјалица немам и телефонот мобилен, а кога еве сега во моментот мобилниот телефон немам и кредит. Од каде? Да земеш да сега и 10 денара не ти дават никој, да бидеме реални, а не да бараш помош некој да ти помогне или тоа нема тоа више. Брат со брат не се гледа, а не комшија или ова, тоа е. Многу имате работено, но сепак во моментов сте без работа. Сега- Ако ве викнат некаде работите? Работам, али работам претежно сега без замерки, без тоа, работам повише кај албанската популација, ради што јазикот го знам, тоа ми е еден факултет, не да се фалам. Работам и кај роми. Кој да ве викне? Не, каде леп јадам, ја не плюкнувам, али работам строго сам. Поентата ми е таа, ако земам нечиво дете, што знае што може ќе биде ми се случило. Тешко е за Благоја да ја гледа куќата во ваква состојба, а знае дека секоја цигла на своето место е благодарение на него. Сепак низ годините таа попуштила со децении не е избелена, иако тој е молер, нема пари за да купи поликолор. Свеќите и соларните батерии му се единствен извор на светлина, иако стемното му е веќе многу одамна изгубил волја за се. Тешко му е и што живее со едва 5800 денари кои му се доволни само за леп во месецот. За се останато мора да се снајде, приватно да поработи ако го викнат или да се задолжи, па да врати кога ќе дојде при пари. Но има една нишка позитивност во овој човек која и покрај сета тежина што ја чувствува, верува дека ќе му биде помогнато и ќе ја види својата куќа гордо исправена исто како некогаш. Куќата во која што живеете, која со 10 прсти ја правевте, е веќе во тешка и очајна состојба. Ова е све за да се руши, да се премалтериса, да лепак, абрип, што треба, иначе тоа ми е струка мене. А зошто не ја поправите? Ама зошто пари нема, финансијата, немам материјалот да го купам. Работата ја не барам работници. Една соба каде живеам да ја направам сега, утре ќе ја направам, задутре ходник и ред работи. Ама финансијата ја нема, материјалните средства да ги доставам. Лепак, треба абрип, треба поликолор, тоа веќе една канта, две нека идат повише, не идат, тоа ми е струка. Али ова мора да го извадам првиот слој. Ова е више старо. Овде имаше вода, кал. Сум немал ја кондур здрав да излезам до сега. Више овде ќе направам тие години како живеам. Едни кондури чисти до град да појдам не можам. На кондурите најлонче ќе турам, само да не ми се направат со кал, зборам како и било. Секој еден овде, пусто. Тоа е. На тоа сме дошле. Значи неколку години сте без работа, куќата пропаѓа од ден на ден, а вие живеете со социјална помош. Социјална помош, 5800, 5900. Зашто ви стигнува таа сума? Па, право да ти речам, за лепче и уз лепче. Другото, струја не. Еве,
не лажам, не кријам, домашен тутун, саден, пушам тоа, не да платам 130 динара. Сам садам, сам со рака го кршам, сам си полнам со филтери, иначе 130 динара е една кутија. Во месечот кутија и пол ќе испушам. Рачунај математиката 130 динара пута 30 дена. По една кутија. Цигарите само, а каде е? Треба зејтин, треба сол, треба шеќер, па ете брашно, ми треба некогаш не кријам, некогаш си правам мекица, палачинка. За колку време ви се троши таа сума од 5000 денари? Па, како да ви речам, негде за докај 20 дена, 10 дена више. А останатите? 10 на 15 дена, пола месец? Ништо, во дуќан ќе пишеш, па после кога ќе земеш, ќе платиш, пак да Па сви имаш се веќе образ. потрошени. Па, морам. Немам од каде. Не сакам ни да украдам, не сакам ни да излажам, често поштено. А некогаш испаѓа и случајот, не да кријам, молерај, ќе ме викне некој, ќе извадам, некој ќе ме викне, има дуќан негде, има, ама не е тоа време што беше сега, ме викаат, има прослава некој прави дома, пример е роѓен ден, со гајда ќе посвирам и тоа не да кријам и нешто ќе падне и не викам, не брукам, оти ми дал 50 денара или 100 денара, свири ми таја, свири ми ова, не, фала ќе речеш и готов. Најаден ќе бидам, напиен, дома земен, вратен. Не знам ова како ќе ме сватите. Од што сте разочаран? Па од кризата. Тоа те прави, ако имаш, си јак. Ако немаш, пропаднат си. Тоа без замерка е тоа немаш. Сега треба да одам до тетово, картон да заверам, што морам месечно да заверам, немам во моментот и 100 денара. Па да позајмиш некому, па ќе ти рече ја немам. Ти немам. Џабе, си го рекол зборот. Кога ќе немаш, ќе мизеруеш. Тоа е. Сте мизерувала? Ба, имало некогаш. Не викам не, ама еве покрај за своја употреба, покрај куќата си садам пиперче, еве компир имам насадено, кромит, лукче, све. Знаете да готвите? Па кувар сум бил ја војска, А како перете? рачно. Без струја, така е. Ќе згреам вода и сапун, прашак, билјана, сега лилјана го викаат и тоа. Мора да земеш прашак, сапунче, тоа жилет мора да имаш, колку толку. Да одржувате хигиена? Па не е таа хигиена како што било порано. Не. Зарем порано побаво се живееше? Порано многу подобро. Абе, подобро беше, крава ќе чувам, млеко ќе помозам, урда ќе јадам, знам домашно, свиренце ќе направит мајка ми, бутин, јогурт, кравија мас, а сега јадам прашак. Немате ни купатево, ни бања? Не, така, ако стоплам вода и така се бањам на примитивен начин. А дрва за зима? Дрва во зима мора да штедам да земам ич мало 6 метра. 6 метра секој месец по метро да имам. Не одам нигде, негде ако појдам в комши, ако погледам мало телевизија, ме интересира вести. Другото све, филм не сакам, пошто турски све, серии нема нешто наше, она старо што беше. Не. Вести да слушнам, што има, како има, па и тоа е трчи лажи, нема, не. Би ви било полесно кога би имале струја? Ако би имал струја, тогаш е друго. Ќе гледам нешто што ми е неопходно да земам. Него фрижидерот фрлен надвор, фрижидер други фрлен во отпад, после пегла сум имал, сум пеглал сам. Машина исто фрлена, море шпорет електричен, ама со плинско, две речи ги крукчиња. За 800 евра живеете во темница и вака тешко. Ама каде ќе земам? Не можам да ги изработам. Големите луѓе не ги потценуваат другите, напротив, тие ги подкреваат и им даваат крилја. Тешките моменти секогаш не доведуваат до очајно и најмногу знаат да ни ги отворат очите. Знаат и да не подучат дека мора да го живееме својот живот
unaка kako što najdobro znaeme i umejeme.